Евроамбасадорот Рокас позитивно го оцени исполнувањето на реформската агенда во јунскиот рок, составена од 51 реформски чекори, од кои се очекува да бидат завршени 19, во кои влегуваат и 10 со грејс период од лани. Очекувањата на Рокас е дека од 10 реформи со грејс период, за чие неисполнување трајно се губат наменетите европски средства, како што вели 9 или 9,5 чекори ќе бидат успешно завршени. За квалитетот на спроведените реформи пак се чека Европската комисија да се произнесе со финалната оценка во септември оваа година. Мора да кажам дека навистина внимателно работевме непосредно со владата со цел да ги исполниме овие чекори. Убеден сум дека поголемиот дел од работата е завршен и дека ќе имаме извонредни резултати. Она што е важно е дека во сите 51 чекор има напредок. Јас сум навистина сигурен дека гледам забрзување во реформите. Доколку успешно се завршат 19 реформи, би се ослободил бруто износ од околу 100 милиони евра од планот за раст, од кои, како што прецизираше премиерот, 1/3 се за ликвидност на буџетот, додека останатите се грантови за капитални инвестиции преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Како резултат на исполнети реформи пак, државава досега добила 142,1 милиони евра, информира од Министерството за европски прашања. Во контекст на најавите од Брисел дека Македонија е една од трите земји кон кои би се распределиле европските пари изгубени од земјите од регионот кои не успеале навремено да испорачаат реформи, премиерот вели дека веќе се дискутираат приоритетните области кон кои би се насочиле овие дополнителни средства. Јас очекувам и во овој јунски извештај да бидеме најдобри, како што бевме и во декемврискиот извештај. Мене ме радува и охрабрува информацијата која што вчера пренесе еден европски медиум, дека се погласни се изјавите од страна на високи европски би рекол политичари кои што ќе овозможат топ-ап, односно додавање на сумата за 3 земји од Западен Балкан 6 групата. За реформските чекори со грејс период за кои владата водеше преговори со Европската комисија за нивна корекција, особено оној кој се однесува на либерализација на енергетскиот пазар, а за кој се стравуваше дека ќе донесе повисоки цени на струјата за домаќинствата. Премиерот Мицкоски најави дека веќе е постигнато решение усогласено со Европската комисија, според кое од нова година ЕСМ ќе испорачува максимум 70% од потребната електрична енергија кон универзалниот снабдувач Евана Хоум, наместо сегашните 100%.